Седумчленото семејство Демирови останаа без кров над глава откако пожар им ја пеплоса трошната куќа. Сега живеат во старата шупа која е претесна да ги собере сите. Кобната ноќ, додека спиеле околу 3 часот, се запалил панелот и за момент изгорела целата покукнина и се што имале дома. Едвај се спасиле. По пред 2 дена околу 3,5 сата се бајле, панело се запали, додека да се освестеме, запали се целата куќа. Јас прав се освести, така да после сите ги разбуди, малото дете го искараме надвор и додека да викнеме пожарната, запали се целата куќа. За сега помош нема од никаде, вели 40 годишниот Ѓунеј. Не земаат ниту социјална парична помош. Може у секој момент до свеки пада да се запалени. Значи со храна, со блокови, со материјали, со пари, не знам како било помош, важно да може да се згрижиме нека. Демирови молат за помош која во овие тешки моменти е добре дојдена, да можат повторно да си изградат нов дом и да продолжат со животот, но најтешко е за најмладиот член на семејството. Малиот Ѓунеј има само година и пол. За помош моли и неговата 74 годишна баба. Тешко е, нема куќа, тешко е. Облекло, за не е босо, за не е гладничко. Пожар вчера избувнал и во зградата во старото нервно оделение. Едно семејство нема повеќе дом. Останатите 6 грижени овде се изложени на ризик од нов, бидејќи овде често се случуваат, посебно зиме. Семејствата загрижени од ситуацијата бараат помош, но и начин да се реши нивниот проблем со пожарите. И ланската година, ово време, имаа пожар, децата надвор ки изгореа сите, уште се таму, дај да видиме некако граѓаните да помогнеме на тие деца, сиромашни деца. Боси таму, ладно, надвор живеат, да видиме што може да направиме. Ако не дојдеа на време пожарникарите, значи сите со деца комплет ки изгореа. Да не дај Господ, а да бил 3,5 сато на кеска. Сите спиеме, благо спањето. Изгореа и деца и сите. Цели 3 часа траела борбата со пламените јазици на Свети Николските пожарникари, додека го локализирале огнот што избувнал утрово во 7 часот и 40 минути на кровната конструкција на куќа во селото Црнилиште. Интервенирале со 2 возила и 6 пожарникари. За среќа повредени нема, но причината е штета. Во пожарот изгорел околу 1 тон тутун, алат и други машини кои собственикот на куќата ги чувал на кровот. Надлежните претпоставуваат дека причината за пожарот најверојатно е неисправната инсталација.